Добре дојдовте во уште едно ново видео. Како што кажавме, во минатото видео продолжуваме со снимање на нови видеа поврзани со вежбите и тоа денес ќе вежбаме за Die Zeit und die Uhr, односно за време и часовник во германскиот јазик. Ова видео ќе биде пократко од другите поврзани со вежби, но можете да го гледате повеќе пати, бидејќи дел од граматиката е потешка, посебно за почетници. За полесно да го совладате ова видео, можете да го гледате прво предавањето поврзано со часовник во германскиот јазик, кое можете да го најдете во плейлистата за А1 предавања, односно А1 курс. Ова видео со вежби поврзани со времето ќе ни биде поделено на два дела, и тоа неофицијално време или inoffizielle Zeit и официјално време или offizielle Zeit. Во текот на следните минути ќе видиме која е разликата во читањето на часовникот на неофицијален и официјален јазик. Да видиме накратко, да се подсетиме од предавањето поврзано со часовникот, која беше разликата меѓу овие два типови на читање на времето. Кај неофицијалниот тип имаме читање различно од македонскиот јазик. Кога читаме на германски, часовникот се смета како да има само 12 часа и се користи во неофицијален говор. Исто така се користат помошни зборчиња како nach, halb, viertel и слично. Кога сме кај официјалниот часовник, имаме читање исто како во македонскиот јазик и часовникот има 24 часа. Се користи во официјален говор и во овај случај немаме користење на помошни зборови. Како што кажавме, ќе започнеме со првиот дел, и тоа неофицијалното време или inoffizielle Zeit. Првото помошно зборче ни е Uhr и се користи кога зборуваме за точен час, односно точно време. Според сликите ќе прочитаме по една реченица за сите од нив. Es ist 1 Uhr. Часот е точно 1. Значи во овај тип или во неофицијалното читање на времето, без разлика дали часот е 13 или е 1, во двата случаеви ќе читаме, односно ќе го изговараме како да е 1. Es ist 12 Uhr. Часот е 12. Во овај случај, како на сликата, можете да кажете Es ist circa 12 Uhr, односно Es ist circa 12, часот е околу 12. Kommt 5 Uhr. Тој доаѓа во 5 часот. И уште една реченица за пример. Meine Arbeit beginnt 9 Uhr. Мојата работа започнува во 9 часот. Следниот помошен збор е Viertel nach, што означува четвртина после. Es ist Viertel nach 6. Часот е 15 минути после 6. Es ist Viertel nach 8. Часот е 15 минути после 8. Es ist Viertel nach 2. Часот е 15 минути после 2. И Es ist Viertel nach 12. Часот е 15 минути после 12. Кога кажуваме четвртина, мислиме на 15 минути или на четвртина од час. Одиме понатаму, следниот помошен збор за неофицијалното читање на часовникот е halb или половина.
Во овај случај, ако сте го гледале предавањето од курсот за ниво А1, поврзано со часовникот, ќе знаете дека кога зборуваме за халп, го кажуваме часот кој следи. Например, ако е 3 часот и 30 минути, ќе кажеме es ist halb 4, часот е половина до 4. Или es ist halb 10, часот е половина до 10. Es ist halb 2, часот е половина до 2. И es ist halb 5, часот е половина до 5. Или на македонски, како што би кажале, 4 и 30 минути. Одиме понатаму, viertel vor, или четвртина пред, четвртина до. Es ist viertel vor 12, часот е 15 минути до 12. Es ist viertel vor 4, часот е 15 минути до 4. Третата слика, es ist viertel vor 5, часот е 15 минути до 5. И последното, es ist viertel vor 7, часот е 15 минути до 7. Одиме понатаму со малку посложен тип на читање на времето, vor halb. Ова се користи кога имаме 5 минути до половина, односно кога часот е и 25 минути. Например, es ist 5 vor halb 10, часот е 5 минути до половина до 10. Ова е кога часот е 9:25 минути. Се чита на ваков начин, на неофицијален начин. Es ist 5 vor halb 3, часот е 5 минути до половина до 3. Es ist 5 vor halb 4, часот е 5 минути до половина до 4. И уште едно, es ist 5 vor halb 9, часот е 5 минути до половина до 9. На halb ни е слично, но се користи кога часот е и 35 минути, односно 5 минути после половина. Es ist 5 nach halb 5, часот е 5 минути после половина до 5. Или 4:35. Es ist 5 nach halb 11, часот е 5 минути после половина до 11. Третата слика ни означува es ist 5 nach halb 7, часот е 5 минути после половина до 7. И es ist 5 nach halb 12, часот е 5 минути после половина до 12. Ако го имате гледано предавањето за часовникот, веќе ќе знаете зошто се одговара со es ist, бидејќи најчесто се прашува wie spät ist es на германски, односно колку е доцна. Одиме понатаму, освен овие помошни зборчина во неофицијалното читање на часовникот, имаме и минути кои не означуваат точно време, не се половина, не се четвртина и слично. Во тој случај ги читаме класично, например, es ist 5 nach 8, часот е 5 минути после 8. Значи во овај случај немаме некои посебни правила. Es ist 20 nach 8, часот е 20 минути после 8. Es ist 10 nach 8, часот е 10 минути после 8. И последен пример, es ist 10 vor 8, часот е 10 минути до 8. Значи во овај случај би користеле nach или vor, зависи од тоа дали зборуваме за после или пред, односно до. Тоа беше за неофицијалното време, кое е многу потешко за учење. А сега вториот дел за ова видео, официјелет сајт или официјално време.
во германскиот јазик. Како што кажавме, ова време е читање на часовникот на сличен начин како во македонскиот јазик. На следните слайдови ќе направиме разлика меѓу читањето на неофицијално и официјално време за да извежбате подобро. Првиот часовник е kommt 5 Uhr, тој доаѓа во 5 часот. Во овај случај читаме точен час. На официјално се кажува исто kommt 5 Uhr, тој доаѓа во 5 часот. Значи кога зборуваме за Uhr, односно за точно време, немаме разлика меѓу официјалното и официјалното читање. Уште еден пример за овај случај, meine Arbeit beginnt 9 Uhr. Мојата работа започнува во 21 часот. Во овај случај само една разлика би имале. Иако е 21 часот, во неофицијално време читаме како 9, бидејќи кажавме дека во неофицијалното време часовникот го рачунаме како да има само 12 часа. Но како официјално би прочитале meine Arbeit beginnt 21 Uhr. Мојата работа започва во 21 часот. Значи во официјалното време часовникот ни има 24 часа. Продолжуваме со следен тип, а тоа е со Viertelnacht. Како неофицијално кажавме дека ова време би се прочитало es ist Viertel nach 6. Часот е 15 минути после 6. Како официјално би прочитале поинаку. Es ist 6:15 Uhr. Часот е 6 и 15 минути. Овде се забележува поголема разлика меѓу неофицијалното и официјалното читање на времето. Значи во официјалното немаме кратенки од типот на нах или Viertelnacht. Уште еден пример. Es ist Viertel nach 2. Часот е 15 минути после 14. Es ist 14:15 Uhr. Часот е 14 и 15 минути. Продолжуваме со halb, како неофицијално време es ist 9:30. Часот е половина до 10. Како официјално би гласело скроз поинаку es ist 9:30 Uhr. Часот е 9:30 минути. И уште еден пример со halb. Es ist 3:30. Часот е половина до 16. Како официјално би било es ist 15:30 Uhr. Часот е 15:30 минути. Продолжуваме со Viertel vor. Es ist Viertel vor 4. Часот е 15 минути до 4. Ова е како официјално време, како неофицијално, а како официјално би било es ist 3:45 Uhr. Часот е 3:45 минути. Es ist Viertel vor 5. Часот е 15 минути до 5 или четвртина до 5. Како официјално би било es ist 4:45. Часот е 4:45 минути. Сега продолжуваме со онај посложениот тип es ist 2:30. Часот е 5 минути до половина до 3. Во овие случаеви, кога зборуваме за официјално време, многу полесно е. Es ist 2:25 Uhr. Часот е 2:25 минути. Да ги видиме останатите примери. Es ist 8:30. Часот е 5 минути до половина до 9. Ова е неофицијално, а официјално би се читало es ist 8:25 Uhr. Часот е 8:25 минути. Слично на примерот со vor halb, имаме слично и при nach halb.
Неофицијално, веќе знаеме, es ist 5 nach halb 11, часот е 5 минути после половина до 11. И кога го читаме како официјално време би било es ist 10:35, часот е 10:35. Es ist 5 nach halb 12, часот е 5 минути после половина до 12. И исто тоа би се прочитало на официјален начин како es ist 11:35, часот е 11:35 минути. И уште еден пример, ние кога немаме некој од кратенките, односно es ist 5 nach 8, часот е 5 минути после 8, како официјално време би се прочитало es ist 8:05, часот е 8:05 минути. Es ist 20 nach 8, часот е 20 минути после 8. И со истите правила, како официјално би кажале es ist 8:20, часот е 8:20 минути. Тоа беше се за часовникот во германскиот јазик. Сметаме дека се уште не ви е доволно јасно, но обидете се да направите вежба и со повеќе вежбање станува појасно. Овие 3 часовници треба да ги прочитате на неофицијален и на официјален начин на читање на времето. Имате неколку секунди. Со наша помош како неофицијално би кажале es ist 11 Uhr, часот е точно 11. Иако е 23, немојте да се збунувате, бидејќи знаете, како што кажавме, во неофицијалниот часовник имаме 12 часа само. Но како официјално би прочитале es ist 23 Uhr, часот е точно 23. Вториот часовник на неофицијален начин би кажале es ist 5 vor halb 6, часот е 5 минути до половина до 6. А како официјално es ist 17:25, часот е 17:25 минути. Минутен не спомнуваме најчесто кога го читаме времето во германскиот јазик. И последниот часовник за оваа вежба es ist 20 vor 2, часот е 20 минути до 2. И es ist 13:40, часот е 13:40 минути. Обидете се во коментар да го напишете часот кој што е моментално кај вас. Се надеваме дека ви се допадна ова видео со вежби. Ако е така, дадете ни поддршка со лайк и субскрајб. И следете не на Инстаграм како Германски јазик онлайн, каде објавуваме кога се снимаат нови видеа. Се гледаме во следното видео.